Благодарам, почитуван председателя. Почитувани колежки, продолживте со абстрактно читање на бројките и сега ќе ви ги кажам конкретно. Ги намалувате капиталните инвестиции во Министерството за транспорт и врски. Во железничка инфраструктура имаме намалување од 28,4%. Урбанизам и градежништво, почитувана колешке, ги намалувате за 86,1 милиони денар. Знаете ли што е ова? Ова е урбаната мафија ви е на врат. Должни сте кај нив, затоа ги намалувате овие средства. Капиталните инвестиции ги намалувате во однос на железничка инфраструктура, а знаете каде ги зголемувате? Најголем пораст и најголемо зголемување на средствата во однос на ребалансот на буџетот имате во влада на Република Македонија. 107,40% зголемување на трошоците на влада на Република Македонија. Таму ги пренасочувате средствата. А во однос на Министерството за труд и социјална политика, видете ги добро ставките. Имате зголемување од 133% зафат имаме на материјали и ситен инвентар. Материјали и ситен инвентар. Зголемување на ставката за 133%. Онаму каде што е најмалку дефинирано, онаму каде што можете најмногу да крадете. Во владата 107,43% зголемување за само 6 месеци, почитувани граѓани. И во ставките материјали и ситен инвентар. Таму зголемувате, а намалувате во железничка инфраструктура, во капитални инвестиции и во урбанизам и градежништво, зашто сте должници на градежната мафија. Имате концесии таму, вашите функционери се сите концесионери таму, затоа ниту се урбанизира, ниту се планира во Република Македонија. А ова за јавните набавки, немојте да зборувате. Ви кажав, перење на пари имате секојдневно. А за случаеви на корупција и криминал сте пар екселанс школски пример кој што не изучувате и во сите светски установи ќе не изучуваат како се спроведуваат и рекет 1, 2, Ден Дончев. Немате ништо расчистено. Тоа е тоа што ве боли. Тоа е тоа што само декларативно се залагате за правда. Впрочем, и еве овде, со 30.000 евра не се воспоставува владење на правото, не се прават реформи во Република Македонија во правен сектор. Имате нула зголемување, а вкупно предвидени 2 милиони денари, почитувани колешки. Не зборувајте за тоа колку имало долгови за субвенции, колку имало. 5 години сте на власт. Не можете вие да зборувате веќе, и ако било така, овие побарувања се дел застарени. Немојте мене да ми зборувате или на колегите или да ја замојувате јавноста, да се перете на тоа како било. Вие сте 5 години на власт, заборавате и се уште во одредени говори се однесувате како опозиција. Зошто? Бидејќи ниту имате идеја како да го спроведете, ниту што да направите. И немојте кога ќе држите говори само абстрактно, повторно да ги споменувате бројките. Еве ви кажав, каде ги алоцирате средствата? Кратите од капитални инвестиции, зголемувате на влада 107% трошоци, зголемувате на ситен материјал и инвентар. Таму ги трошите парите, таму ги крадете парите. Толку.